Здраво, Македонија! Започнуваме со денешното издание на Листа за 300. Денешните домакини зема 5 пати поред учество во нашиот квиз. За тие нивни 5 учества успеа да кешираат 350 евра. Што ќе направат во денешното издание и дали нивното учество во Листа за 300 ќе го завршат со победа и со парична награда, останува да видиме. А сега да ги поздравиме Иве и Даниел. Повелете! Како сте, момци? Добро. Добри. Пети пат денеска. Пети пат. По пети пат имате шанса да застанете тука на главната сцена, бина и да се соочистите со нашата тема. Доколку успеете да ги победите денесните предизвикувачи? Така. Подготвени? Подготвени. Вие знаете дека ова е ваше пето последно учество, вашите противници не знаат. Нема да им кажуваме се до самиот крај, нели? Ќе биде како еден вид изненадување. Што значи нема попуштање, бе. Тако е последно учество во овој циклус. Немете да ми запушавате, договорено? До крај јако. До крај јако, така е. Како што кажав уште на самиот почеток кога дојдовте, пресебитна е забавата. Продолжуваме со тоа, така. Да. Дома што ви рекува за досегашните учества? Ве пофалија? Да, дома нема замерка до сега. Парите ви ги спланира? Како ќе бидат потрошени? Ше прво дојде се Кажи, готово. Потрошени се. Супер, момци. Да не ви одзема повеќе време, ниту концентрација. Знаете која е вашата кабина. Домакинската. Повелете. Благодарам. А за да продолжиме понатаму, мора да ги запознаеме и денешните предизвикувачи, односно противниците на Иве и Даниел. Да не должам многу, да ги запознаеме Кронослав и Билјана. Повелете. Не знаеме веќе, ама Името го греши. така. Кронислав. Кронислав. Ке се, Марче, еднаш да не погодам како што треба. Повелете под nama, може. Како сте? Супер. Ако не се лажам, по втор пат во Листа за 300, минатиот пат имав една интересна тема, ако не се лажам, за презимиња нешто беше. Да. Така, кај што имав интересни... За малце кај што ги фаќам. Како сте денеска расположени? Супер. Да. Дојдени за забава. И за пари? Зашто да? Сега ако... Кажи, ако излезе. Ако излезе. Так, Кронислав, така Кронислав. рекоме. Добро, да си поправам таму кај што ме е ливчето, гледате. За тие што не знаат гледачите, имам таму ливчиња со имињата запишани, ама понекогаш не знам ни да ги запишам како што треба, ама тоа е тоа. Билјана, како сте ти? Благодарам, добро. Расположена да игра? Да. Малку Минатиот пат трема. успеавме да земаме парична награда? Да. 250. 250. Одлично. Значи, денеска одиме на уште поголема награда, ама Здравје. имаме противници. Одлични. Да, треба пети пат име денеска. Може би парите што ги освојат тие 350 евра не кажуваат доволно за нивното знаење, но бидете внимателни. Ако сме подготвени, да не виждам повеќе време, почнувате како предизвикувачи, значи ваша предизвикувачката кабина, повелете. А сега да ги провериме кабините. Прво знаете дека проверуваме кабината на денешните предизвикувачи. Пак ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. А Кронислав и Билјана, како сте? Мислам, дали се слушаме, како сте? Веќе расчистивме со тоа. Да. Кронислав, ако не се лажам, минатиот пат ми спомна нешто мед, дека Да. правиш, како Не правам, правам пчелите, јас пчелите, го така, собирам. чуваш пчели, може така да кажам, од таму да почнам. Одлично, како оди со медот? Добре. Добре, се жали едно време дека нели имавме проблем со пчелите, со вака така, дали се поправи ситуацијата малце кај нас? Ситуацијата е таа, али не треба лакомење. Доволно е тие да преживее, а ако има и за нас. Така е, точно така. Така би рекол. Ми се допаѓа одлично, ќе правиме на оваа тема повеќе муабет. Битно се слушаме сега, Билјана, ти спомна трема нешто дека имаш. Да, не ми изгледаш така, што значи ќе заборавиме. Сконцентрирај се на темата која што задавам, сакам да кажам, Така. и тоа е тоа. Ако нешто не ви е јасно, ќе ме прашате, ако нешто не ме разберете. Исто така, ако имаме технички проблем, ќе ми кажете и тоа е тоа. Така. Со среќа во продолжение, да заборавиме на темата. А сега да провериме и кабината на вашите противници. Иве и Даниел, дали се слушаме? Да. Да, добри сте? Супер. Одлично расположени, како и секогаш, Да, насмеани. Искам да ви кажам, ќе ми фалите понатаму, ама ќе ве чекам пак да се пријавите наредна сезона веднаш во Сигурно. Листа за 300. Наредна сезона, да. Така да. А сега ако сме подготвени да започнеме, да не ви да. одземам повеќе време. Подготвени. Одлично.
Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, па да започнеме со денешното издание на Листа за 300. Како и прв пат, така и денеска, како и секогаш, така и денеска ќе си започнеме со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи. Машки имиња кои завршуваат со буквата Е. Бараме машки имиња кои завршуваат со буквата Е и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Иви Даниел, дали не е јасна темата? Едно прашање само, има одредено колку букви најмалку? Не. Нема одредено колку букви, значи од 3-4. Натаму. Јасно. Не знам на 3 некој, дали како и да е, оставам на вас, тоа нема сега да навлегуваме, да ги прашаме се и вашите противници, дали ме јасна темата. Кроен сам Билјана, јасна е? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Кронислав и Билјана. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А предизвикувачи, кога ќе имате понуда, повелете? 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 10. 10. 11. 11. 15. 15. Сега ми текна. 16. 16. 19. 19. Едно ваше име можете да си играте. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 25. 25. 26. 26. Храбро Кронислав денеска. 27. 27. 28. Едно повеќе 28. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 33. 33. Билјана, терава дома и нет. Секогаш. 34. Секогаш, добро. 34. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. 40. Стигнавме до 40. Нека одговара. Да одговарат? Поконача послушаат. Ништо не реков сега. Ништо не рече. Сега да рече запа, така. Се, ама не знам да не го удри нешто бап подоле. се знам. 40. Празни полиња или Даниел ке треба да ги исполниме со точни машки имиња кои што завршуваат на буквата Е, ако сакаме да го освоиме и првиот поет. Кога ќе видите подготвени, започнете. С твоја почи. Да почнеме со мојато, Иванче. Иванче, Би требало да има. би требало да има, да. Вајде 5. Ето, имало. Добре. Точен одговор. Аце. Аце. Така е. Благе. Благе. Така е. Боге. Боге. Не знам другар Боге, ама така го викаме како надимак. Поздрав до него, да. Дедо ми Боре. Боре. Поздрав до него. Поздрав до дедо Боре. Така е.
Блаже. Блаже. Така е. Благојче. Благојче. Точен одговор. Гела на бела. Гани. Васе, да. Васе. Васе. Така е. Добре. Добре. Така е. Даце. Даце. Поздрав до брат ми. Брат ти Даце се вика? Далибор. Далибор? Даце го викат? Да. Да. Ајде да видиме Даце дали ќе ни донесе среќа. Леле, само 6 Даце, ама добре запишани во државниот завод, еде. Добре. Сепак, добар избор. Среќа ни донесе Даце. Комшијата Драге. Драге. Така е. Гоце. Гоце. Така е. Горанче. Горанче. Така е. Грозде. Грозде. Така е. Гуте. Гуте. Да. Дедо ти Гуте пак слушав нешто. Да. Да. Цела фамилија. Ајде да видиме, баш ме интересира. Гуте 40. Повеќе што мислев, одлично. Така е, точен одговор. 15 до сега. Иле. 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 Поздрав до Иле, другар ми. Комшијата. Така е. Иве. Иве. Та преска кој реков, нели, кој ако има машки имиња на 3 дена и ми текне, да Иле да Иве, тука спуштам глава да гледам Иве, бе, чекај, викам. Така е. Сепак има. 29 иначе Иве има во Македонија, да. А Иванче? Иванче, не знам, преска провериме, после ќе видиме. Важи. Да не направиме некоја збрка. Иванче 90. Еве, сега ми јавија, фала реđe. Кире. Кире. Банана мен. Така е. Осумнаесет точно одговори до сега. Илче. Илче. Така е. Ице. Ице. Така е. 20 на пола сме. Пеце. Пеце. Ме слушав нешто друго и викам, чекај, што зборат? Ме слушав искрено веце. И викам, чекај, малце, што правиме муавет сега? Петре. Петре. Пеце, точен одговор, Петре. Така е. Павле. Павле. Точно. Ристе. Ристе. Така е. Столе. Столе. Така е. Стојанче. Стојанче. Точно.
Миле. Миле. Така е. Сега поздрав и до татко ми Маријанче. Маријанче. Поздрав до татко ти Маријанче. Почекаме во листа за 300. Само онда. Маријанче. Сам. Точен одговор. Мише. Мише. Така е. Николче. Николче. Така е, точен одговор. Уште 10. Пет. Пет. Кажано ви е Пеце. Пеце Петре Павле, на П. А, на пъсме пришла. Р. На Р има, но. Риста, кажам. Витекна вас некак плюс. Да. До 100. Само мудро си молчиме, кажи. Филипче. Филипче. Осумнаесет Филипче, но точен одговор. Цане. Цане. Така е. Мирче. Мирче. Колегата Мирче. Колегата Мирче. Чичо Мирче. Чиче Мирче. Така е. Мице. Мице. Така е. Ќе мора малце побрзо веќе да Уште одиме. колку има? Уште 6. Уште 6. Да, уште 6, а времето веќе почнува да се намалува. Бојанче кажавме? Не, Бојанче. Бојанче. Да. Мислам дека не кажавте. Ќе веќе провера. Другари, Бојанче за жал само 15. Папили. Јане. Јане. Да. Што се паѓа сега на жена ми братот? Што ми се паѓаш? Баџанак, Шура, што? Шура. Шура, поздрав до Шурата Јане. Ете, конечно, никако да запамтам, да ги научам поимите. Ајде да продолжиме, немаме време, уште 4 ни требаат. Ласте. Ласте. Да не ви го трошам јас време допака да кажете Марче крив после. Ласте, точен одговор? Уште колку фалат? Уште 3. Уште 3. Славе кажавме? Славе, мислам дека не. Само да проверам. Не. Славе. Славе. Така е. Санде. Санде. ...490 Санде. Во Македонија не очекував искрено дека Волку го има Санде името. Знаев дека го има, ама не очекував дека Волку често.
И кој ќе биде последниот одговор? Ајде. Кој да биде после? Сајте да направам тензично да ви биде да ви бројам 10-9. Не, ајде. Имате 30 секунди на располагање уште. Мислете. Добре, кажи. Да. Маце го имаме, кажи? Маце. Мислам, не го кажавте. Маце. 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 Ајде да видиме Маце, дали ќе ни го донесе првиот поен за нас или пак ќе го одземе од нас. Маце. 40-ти одговор за Иве и Даниел. На сега, дали е точен? Другари, 40-тиот гутнав. Маце нема. Има наце, има гаци, има таци, има даце. Само маце нема. Значи, не... Нема врска, тоа е. Криво ми е, ама од друга страна, добри сте ми дека се смеете, дека го прифаќате многу мангумски ова и секоја чест за тоа, Иви и Даниел. Леле, ќе барам тука од тимот листа за 300 некој бонус за вас да измислиме сега за вакви ситуации. Одлични бевте, можеби на крајот дека стварно времето веќе немавме време, можеби тоа ви направи притисок малце и не подразмисливме како што треба. Кажавме 39 точни машки имиња кои што завршуваат на буквата Е. Тука утнавме една буква, пак ќе кажам наце има, кое друго го проверивме дека има гаце или даце, како и да е, но ко забелјајте маце го нема, но ништо не е готово, сте биле во ваква ситуација, знаете и сте се вратиле назад. Што ја го прави, ќе го направи денешното издание на листа за 300, уште поинтересно ако дојдеме нели до пеналите, затоа храброво продолжение, ова нека не ве обезхрабрува. Знам дека ви е пето учество во листа за 300 и дека веќе нели може и преку глава сме више. Не. Ами издржате ајде уште денес. Да. Иви Даниел, може би губите со 1 поен разлика, но од друга страна сте стварно победници во очите на публиката, зашто супер бевте. Не се предаваме, одиме понатаму, но морам сега да им честитам и на вашите противници за добро одиграната стратегија, Кронислав и Билјана. Убаво одиграно, паметно, храбро, добро што не ја послуша во оваа ситуација, Се оградувам, ова да не ме за други работи да не слушаш. Пази белјата да не се навлече. Супер ете ги фативме на кондиција, времето веќе почува да одминува, можеби да има повеќе време за размислување. Точно ќе го кажи ова именно, што да преме, тоа е што е. Едно од работите во листа за 300 и ова. Честитки, но внимателно во продолжение, знаете дека можат работите веднаш да се променат. А сега, уживајте во првиот план. Драги гледачи, пред да продолжиме понатаму да ви прочитам уште некое, ќе пробам да издвојам уште некој име, дека на вистина Иви Даниел кажа многу, 39. Анте мислам дека не кажа, Борче, Васе кажавме, Виде, Војче, Геле, Гене, Грозде, Даме, до кумот мој поздрав, потоа Дане, Доне, Зоре, Заре, Јовче, Коле, Менде, Панче, Стевче, со В, Стевче со Ф, Тане, Тасе, Тоше, Харалампие, ти така натаму. Сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација на едните и на другите. Многу им зависи од истата. Едните доколку успеат да добијат, тоа важи за Иви и за Даниел, ќе имаат шанса да направат пресврт на пенали, а доколку Кронислав и Билјана успеат да добијат и оваа лицитација, тогаш со нив ќе се дружиме тука и на главната сцена и ќе имаат шанси да освојат парична награда. Но да не прогнозирам ја пред време, да ги оставиме да се одиграат и да видиме како ќе завршат работите на крај. Затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи: крајбрежни држави во Европа и Азија. Бараме имења на суверени признати држави од Обединетите нации од континентите Европа и Азија кои излегуваат на било кое море или океан, вклучително и островските држави. Се признаваат и држави кои излегуваат директно на Јадранско, Црно и Средоземно море. Не се признаваат држави кои излегуваат само на Касписко езеро, кое иако има солена вода, сепак не е море. Иви Даниел, дали не е јасна темата? Да. Јасно. Одлично. Кронислав и Билјана, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање први започнуваат со
одговарање, односно со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Иве и Даниел. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Кронислав и на Билјана, а Иве и Даниел, кога ќе имате бројка, споделете со нас. 4. 4. Започнуваме со 4. Не слушаат во така кабина. Започнуваме со 4. 5. 5. 6. 6. 10. 10. 11. 11. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. Едно повеќе 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 25. 25. 26. 26. 27. 27. Нека одговараат. Да одговарат. Ајде. Кронислав и Билјана, да не биде дека нели само седевте во денешното издание, вашите противници решија да ви дадат шанса самите да одлучите како ќе стојат работите, дали ќе одите како победници во денешното издание или пак ќе ми ја препуштите повторно титулата домаќини на нив. Како и да е 27 празни полиња, мислам дека не се премногу, бараме крајбрежни држави во Европа и Азија. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Добро. Италија. Италија. Така е. Словенија. Словенија, започуваме со ние европски држави. Така е. Хрватска. Хрватска. Така е. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Така е. Црна Гора. Црна Гора. Само нас не нема. Албанија. Албанија. Па сериозно види си дека ме боли вак. Така е. Грција. Грција. Кипар. Кипар. Така е. Малта. Малта. Така е. Бугарија. Бугарија. Ете, реков сите. Добро зутеха Србија. Ја се држиме со, нели? Турција. Турција. Така е. Шпанија. Шпанија. Португалија. Португалија, чекај да ги испишем, Билјана, без брзање толку. Се знам, супер сте си. Португалија, точен одговор. Франција. Франција. Така е. Англија. Англија. Односно... Нема да ти го земам за... Обединето кралство. Да. Во режија више го... Требаше порано да изреагираме. Го зема здраво за готово во режија, веќе го пиша одговорот како... Обединето кралство е. Обединето Како да, кралство. не се води како Англија, да. Добро, бидејќи Извини, јас ги знам се- како репрезентации се водат како државите Англија, Шкотска, тие и затоа јас Да, Англија само таму кажав, се нели поделени, учествуваат, Така. иначе како Обединето кралство се води вак. Во ред, во ред. Да, добре, на моје огромно задоволство пенали ќе играме. Леле, добре. Мислам, за вас сега и можеби малце разочарувачки. Еден кикс од мало невнимание. Да, Веднаш се поправивте на Кронислав, утекна веднаш зашто станува збор кога реков. така е. Ама тоа е што е, за жал не смееме да го прифатиме одговорот, малце во режија се поригорозни во последно време. Ке видите го. Но, без разочарување, продолжуваме понатаму, имаме шанса сега да го дознаеме победникот преку пенали. На огромно задоволство и за мене и за нашите гледачи. Кронислав и Билјана, Иве и Даниел, честитки за освоениот поен, ми се насмеам на среќата сега, малце, ете, можеби заморот кај Кронислав и Билјана си го направи своето, сепак веќе помина некој половина час, како сме во студиото и
Тоа е тоа, честитки за поенот. Сите на тук кикс денеска успеавте да си земете поен. Супер. До сега на пеналите ќе видиме, тука нема бегање, одговарате на поредно едните па другите, знаете тоа, Да. се додека некој од нашите преварувачи не погреши, да не должа многу темата. Се извинувам, пред да продолжам на темата, да прочитам уште неколку од оние крајбрежни држави во Европа и Азија. Тука имаме, во Азија, Бахрин, Бангладеш, Брунеј, Виетнам, Индија, Индонезија, Ирак, Иран, Источен Тимор, Јапонија, Јемен, Камбоџа, Катар и така натаму. Во Европа ги кажавме поголемиот дел, ајде, Исланд, Израел, Литванија, Летонија, Монако, Обединето кралство, потоа Русија, Романија, и така натаму. Се вкупно се околу 60 на 63 крајбрежни држави во Европа и Азија. А сега, драги гледачи, време е да продолжиме со пеналите. А денешната тема за пеналите гласи: главни градови на сојузни држави во Соединетите Американски држави. Ги барам имињата на главните градови на секоја од 50 сојузни држави на САД. Внимавајте, најголемите градови не секогаш се и главни градови. Доволно е да го кажете само името на главниот град ако не сте сигурни за државата, но бидете внимателни ако ги кажувате и името на градот, името на државата, мора и двете да бидат точни. Иве и Даниел, дали не е јасна темата? Да. Кронислав и Билјана, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање на пенали започнуваат ковните предизвикувачи. Таа улога им припада на Билјана и Кронислав. Во текот на пеналите, знаете вие добро дека кабините се вклучени и дека надпреварувачите може да се слушнат меѓусебно, одговарат на поредно едните по другите, се додека некој од нив не погреши. Да започнеме. Кронислав и Билјана, дали го имаме првиот одговор? Нью Йорк. Нью Йорк. Нью Йорк. Не е точен одговор. Ке се префрлам веднаш да видиме, уште не е готово. Да видиме како ќе одговорат вашите противници, доколку погрешат, продолжуваме како ништо да не било. И ви, Даниел, дали имаме одговор? Да, Чикаго. Чикаго. И Чикаго е погрешен одговор. Да, продолжуваме понатаму како ништо не. Кронислав и Билјана, повелете. Мајами. Мајами. Ајде да видиме. Не, ни Мајами. Ајде ми, Даниел. Хјустон. Хјустон. Ајде да видиме со Хјустон што правиме. Јас знам и што не влече дека ни кошарка кога гледаме Да. и вињата што ги слу. Ни Хјустон не е. 0-0 сме се уште. Повелете Билјана и Кронислав. Сега. Ајде, а како? Ај. Детройт. 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 Ајде да видиме. Ке ви ги прочитам после. И Детройт не. И ви, Даниел. Мичиген. Мичиген. Ајде да видиме со Мичиген што правиме. Мичиген не е град држава. Не е точен. Да, грешка. Илинойс. Илинойс. Исто држава, не е град. Иве, Даниел. Солт Лейк Сити. Солт Лейк Сити. Ако не се овие звучите, овој Солт помал Лейк може. Сити, главниот град на Јута. Точен одговор. Иве и Даниел успеа. Ова беше супер. Кронислав и Билјана прво. Супер бевте. Немам никаква замерка. Искрено, ја кога ги погледнав имињата тука, останав малце, чекај, се погрешно што знам очигледно. Сега ќе ви ги прочитам, но имам едно изненадување за вас, пред да им честитам нив. Денес има нивно 5 учество во листа за 300, што значи последно во овој циклус. Ќе се дружиме со вас веќе во следното издание на листа за 300 и ќе имаме шанса да го промениме овој резултат, односно повторно да атакуваме за парична награда. Многу ми е жалете денеска што изгубиме шансата, но тоа е тоа, буквално за влакно беше, ова фотофиниш на пенали. Ете. Се гледаме во следното издание, до тога што станете ми во добро здравје. Иве и Даниел. Ова беше, не, до сега сме немале вакви пенали. Ке го памтам ова. Сега ќе ви ги прочитам исто да ги слушнете дел од оние градови, дека сепак многу се 50, да не ги читам, да ќе прочитам дел. Еве вака.
Анаполис или Анаполис е на Мериленд, Атланта на Джорджија, Батон Руш на Лузијана, Бисмарк на Северна Дакота, Бостон на Масачусетс, Денвер на Колорадо, Индианаполис, Индиана, Колумбија на Јужна Каролина, Колумбус на Охајо, Нешвил на Тенеси, потоа Оклахома Сити на Оклахома, Олимпија на Остин, се извинувам, на Тексас, Ричмонд, Вирџинија, Сакраменто, Калифорнија, кај беше само сакав да најдам на Њујорк, каде ми избега, Олбани, на Њујорк, потоа Спрингфилд, Илиноис, Талахаси, Флорида и така натаму ги има многу, како што реков, 50 сојузни држави се. Полу од имињата на градовите не ги знам, прва тие ги читам и затоа искршив јазик, но тоа е што е. Сега, драги гледачи, време е да ги повикам Иви и Данијел по пети пат да застана тука на главната сцена и по пети пат да ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда, дознаваме за некоја минутка, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузата. Иви и Данијел повторно со мене по пети пат тука на главната сцена и по пети пат ќе имаат шанса да освојат парична награда. Досега успеа да ни земат 350 евра, па сега додека стоевме тука, речија дека сакаат барем да заокружат на 500 евра, да биде како по 100 евра од емисија. Да. Така рековме, одлично. Вака, имам многу интересна, мислам, имам истата тема од преска, реши тимот да ви ја даде истата на која што беше за пенали, со тоа што нели ви ги прочитав одговорите пред малце па да видиме колку памтите. Ајде. Не, имам друга тема, ајде малце да ме олабавам, нели какави. Свет. Нема, ама ова не звучеше така лошо, можеме и вака да им правиме. Добра Не ми идеја. текна мене, ама сакам кога ја се взимам вака поените. Пред да продолжиме понатаму, да погледнеме, знаете, листата, веќе можам и вас да ве прашам, вие мене да ми објасните што како, ама и да си ја завршам јас работата. Имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме онаа максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас преследуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате со парична награда од 300 евра. Ја би рекол на таа да атакувате, да видите да освоите па да заокружите на 650. Да. Супер заокружена бројка, кажи. Дали сте подготвени, момци? Подготвени. Да. Имаме многу интересна тема. Станува збор за, па можам да кажам, за едниот ми е дефинитивно најомилен филм, а вториот помеѓу омилените. Денешната тема, слушајте добри вие, драги гледачи, темата на која што денеска ќе тестираме нашето знаење е актери во филмовите Тетовирање и Викенд на мртовци. Извор сајтот на филмската база ИМДБ. Бараме име и презиме на актерите или актерките кои играле главна или споредна улога во било кој од овие два наши филма. Доколку некој актер играл и во двата филма, можете да го кажете само еднаш. Иве и Данијел, дали не е јасна темата? Да. Дали сте ги гледали овие два филма? Викенд на мртовци го имам гледам. Јас тетовирање го имам гледам. Па супер, може скомбинираме Ајде да нешто. видиме, сега да скомбинираме. Да. Супер, и двата се, како да кажам, култни филмови. Да. Во моје време, барем ја кога растев, Тетовирање беше врвот на филмовите и тоа беше, не знам, го имам гледано едно 50 на пати во мојот живот, но сега не сме за тоа тука. Ајде, да ги дадеме барем колку реков? Барем 9 точни одговори, така? Да. Ја би рекол барем 15 точни одговори. Кога ќе бидете подготвени за почет? Тетовирање сигурно е Ѓорѓе Колосов. Да, Ѓорги Колосов, ја. Мислиш? Оној главно кој се е поименен и кој се вика. Ѓорѓе Колосов е сигурно. Сега друг. Ѓорги Колосов, Ѓорѓе Колосов. Гоце Тодоровски. Ето Гоце. Гоце Тодоровски, Викенд на мртовци, Ванчо Петрушевски изгледа. Да, тај Тројца имам, а? Оној с брче. Да. Може. Ќе почнеме со Ѓорги Колозов. Со Ѓорги Колозов. Тоа легендата. Легендата или како што другите сака да го наречат македонскиот цар. Да, Да. Македонскиот крал, така беше. Царот од македонските народни приказни, Да. Ѓорги Колозов. Прв точен одговор, така е. Гоце Тодоровски. Гоце Тодоровски, исто така уште една легенда. Неколку генерации растевме со нив. Така е втор точен одговор. И Ванчо Петрушевски. И Ванчо Петрушевски. Ова легендарна тројка. Да. И така е точен одговор. 50 евра
Се во ваши раце, тогава ви се сега внимателно само во продолжение. Што правиме, одиме понатаму или Па да. си ги земе? Да, Да, размислиме. Супер, одлично. Кога знаеш да? Чекай да ги мислам. Па како одиме понатаму? Не, па да размислям. Онај у приказке што е, она мислам дека беше у тетовија. Тек не, јас сам ги заборавил данас се ги гледа. Ја Ево, да, поише да. од мене. Не, чекај да мислам. А дали беше овој наш Тони Михайловски? Тони Михайловски. А? Не тек не. Не е бија. Тие се стари филмови. Чекај, ај бари još на 3 ќе не текне. Чекај, мртвци, дали ти беше мисли о твој филм. Димче Мешковски дали беше. Забравија сам го филм, се врата на сцена. Добар си, не се лошо. Ја мислете, има многу звучни имиња. Татовирање ти не си го гледаја онај што имаше истетовирано на груди со дугачко косо. Чекај, тој не... И чекај, и оне, исто. Келав глумац забрави го тетовирање. Не, тој ќе... У Бушево азбуку беше исто за... Да, како он Он беше... се викаше Чекај, ти ова, како ова кажа? Димче Мешковски. Он бие ли? Мисло дека е бил викан на На кој мртвци. улогу? О, не ми текнува. Мисло, не сум сигурен, што сам гледаја много добро. Ајде, уште еден смислете и ќе ви помогнам јас уште еден. Барем до 100 евра да сте идеме. Кој те ова постари? Овие, Владо Јовановски изгледа кој с брат, мисло дека му глуми. С косо ли? Не го бил од Преспов што беше Владо Јовановски. Си глумили из тетовирање, мисло дека он беше. А што е глумил Преспов, која улога? Па не ми текнува. Место Игор Џамбазов после што го... Тој е Игор Џамбазов на него место. Па ќе го пробам. Игор Џамбазов да не го... Не веруј. Веруј. Е, па е, кој ги кажам, Игор Џамбазов, Димче Димче Мешковски и... за Како беше? Владо Јовановски. Владо Јовановски. Вајди. Е, бие вада, што? Текто кој го играше наркоманот во тетовирање. Па, Бек ти бе ќе би снема лента. ми личи на Килијам. Не ми текнува. Добар си? А како ме на килимето, знаеш ти текна ли? Целото име. Не. Поп Христов му беше презиме. Па добре бе, ајде. Ајде, нема до толку да биде. Ќе биде Кили Поп Христов, може? Добро, ајде одиме со Димче Мешковски. Грешен одговор. Чао. Димче Мешковски, точен одговор е. Само момент. Така е, игра во Викенд на мртовци. Да, од таму го знам. Игор Џамбазов. Игор Џамбазов. Игор Џамбазов. Исто така во Викенд на мртовци се појавува. И е пети точен одговор. Кирил е така. Ви текна. Кирил Поп Христов. Поздрав до него. За 100 евра, шести точен одговор. Глуми во филмот Тетовирање. Честито за 100 евра сега. Размислете убаво што правиме за понатаму. Не ми текна, заборавија саки. Ке се мучим од джај може да изгубам 100, че да си земам 450. Да. Ке додајам 50 евра за Мики ги PlayStation. закружи. Да, Мики ги заокружува на 500. Да. Доста е, се. Не ми текна, ќе се мучиме. Ајде. Толку, доста е. Доста беше. Супер бевте. Фала ви за супер 5 учество во листа за 300. Ве чекам секако во наредната сезона со здраве да се трошите овие
450 освоени евра. Криво ми е што не стигнавме до некоја поголема сума. Сметам дека заслужувавте. Да, ама Ако ништо друго за тоа што бевте цело време насмејани, вие друго прифаќавте работите, добра забава. Секи ви прочитам дел од оние актери, ги има многу повеќе од 50 кои што глумеле во тетовирање Викенд на мртовци, меѓу нив се и Благоја Спирковски, пота Благоја Чоревски, Бата Живоиновиќ, Владимир Ангеловски, пота Ѓорги Јолевски, Јовица Михајловски, Катерина Коцевска, Марија Кондовска, Младен Крстевски, Сека Саблиќ, Ташко Начик, Тодорка Кондова, ова се од Викенд на мртовци, а тетовирање ги имаме Александар Чамински, Благоја Чоревски, Благој Спирковски, исто така потоа Владимир Јачев, Димитар Илиевски, Ѓорги Јолевски, Ѓокица Лукаревски, Зоран Цвијановиќ, Кирил Ристовски, Мето Јовановски, Столе Арангелови, Светозар и така натаму. Ги има многу, како што кажав, Шишман Ангеловски, Джеладин Хасани и така натаму. Момци, не ми остана ништо друго, освен да се поздрав уште една со вас, да ми посакам да имате многу среќа, да ми застанете во добро здравје и понатаму. И секако да се видиме повторно во наредната сезона. Со ова, драги гледачи, го завршувам денешното издание на Квизот Листа за 300. Секако и вие останете ми во добро здравје и останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!